22 декември 2020 година. Еве само што пристигнуваме, малку и задоцнивме. Веќе е подразденето, а сакавме да го фатиме денот од темница, што се вика. Ама се уште го има тој мирис, значи убав мирис, како да речам, како на море, а не сме на море. Се наоѓаме на едно од нашите природни езера, најмалото езеро, а како што е познато, најбогато со риба. И покрај многуте години рибата што се изловува на секакви различни начини, од традиционален, од мрежа, од трска и така натаму, езерото е, значи, пребогато со риба. Јас просто го обожавам Дојранско езеро. Дојран, убавина, мир. Може да видиме уште Тивко езеро, мирно, нема ветар, морски воздух, а не сме на море. И додиме да си поминиме убаво, да фатиме некоја црвеноперка, ќе се обедиме, костреж, ако излезе некој караш случајно, е добре дојден, а понатаму и да ја пробаме превкусната риба. Дружи, миле! Лича, ајмо. За прв пат се возам со дојрански чамец. Значи не е како на другите ваков, туку е ваков и е посебно доживување. Може да му легнеш. Па знам што гледаш. Миле, која страна ја бираш? Таа таму или оваа ваму? Фрлајте паричка. Јас Паричка. ќе одам лево. Добро, јас десно. Ти десно. А знаеш зашто лево? Е? Да не ми спета сонце. Ајде. Бабо, Едно за мене. знаеш ли која е убавината? А? 40 дена во Скопје не ја видено сонце. Види. Добро, извини. Лепота Божја. Преубаво е овдека, ама јас имам видено пред тебе сонце, затоа што не бев во Скопје. Значи, за почеток, јас фрлам на оваа страна, а оваа трска. Ако е составена од не знам колку различни делови, стара, ама е само фаќачка и кажува дали е тука рибата или не е. И нормално не фаќаме на тоалетна хартија, ќе смениме мамци. Затоа што времето е премногу топло. Уместо тапа од грам и пол, ќе ставам ваглер тапа од 3 грама. Побргу да тоне, да не може белвицата да го фати мамецот у лед. Значи, за разлика од Миле, јас додека еве ми јаде кострежов, јаш обесен, шета. Додека ми јаде кострежов, ќе подврзам на кратко. Јас ќе ловам на конче 12-ка.
тапа многу исто осетлива за разлика од Миле што користи подвижна, јас фиксна тапа, грам и 35. И две јадички, Овнер, 50340. Еве го поставувам. Сега значи да ви кажам јас што удира прво, еднаш. Да знаете што да ловите. Еве, Миле. Црвеноперка ситна. Ситна црвеноперка. Затоа што црвеноперкат не сака голема јадица. Ставив 14-ка, Овнер, серија чинта. 2 оловца од по 1,5 грам, 3 грама ни е тапата, за побргу да тоне. Граничник, гумичка. Тапа, гумичка, граничник и оловце. Да ги нараниме речињата. Нема потреба. Пшеница, не многу, 2-3 раце, кај мене, 2-3 раце кај Лода. Доста е. Фрливме прихрана пшеница, имаме за фаќање бели црви, француско лепче, лепче од мајстор Лазо, едно од најубавите лепчиња, ќе пробаме и на тоа. Имаме пченка, Имаме и имаме пшеница. И црвеноперка имаме, да ви кажам. Вие дури се објаснувате. Бела пшеница, малце распукана. Нешто најидеално за црноперка и караш. Види. Да не речат, не знам, види да фаќам црвеноперки, значи, и затоа фаќам кострежи. Фаќа, речем, По 2 си фаќаш, по 2. По 2. А? По 2, по... Значи, интересното е, овде на ова место, пред 3 години имам фатено, ова не е златна. Еваква златна црвеноперка.
како што има златен карас, нели, од коите тие златни крапови. Со иста таква боја златна црвеноперка ја има во телефонот на Кире Печијарец, ми има сликано со неа. Потполно златна боја. Еве го тука. Значи само да чека да фатам една црвеноперка, да се обези уште еден. Уште еден, два ќе се запишат. Да фатам малце црвеноперка. Не, ќе ти однесе трска. Леле, што ти прави на трска? Нешто тешко е ова. Поло. Што вадиш ти? Караш. Почна крупно. Шо караш, бе, Мире? Машала. Шо нашала? Нашала, Не е нашала, Нашала вистина. го фатифове. Вистина е. Не директно. Нашала. Трска на тие мрда. Не мрда тука. Чекай да ја фатам црвеноперка и ќе го извадам. Тука. Нешто е тука, два сепа. Два. Светам малце можда со трскичето. Или ама да ги трнам риби веќе. Знаеш, мијади бе. Мијади, шо да правам бе мајката? Ево. Мора да биде многу лесна спремата. Најбитно е да биде лесна спрема. Тежина на, да речеме, оловце. Добаре. Машала. Ова заради... За снимање ова. Ова заради Владо е. Опа. Бабу, шо е најголем да се? Ево, лепота. Најубава риба. Најубавата риба. Само да може да се очуваме и поголеми да вадиме. Ајде. Како, најголемо. Опремата да видиме. Ајде, опремата. Опремата мало силиконче. Мало силиконче. 3 до 4 сантиметри. Имитација на некој мало рибче и оловце од 2-3 грама, 5 грама, 7 грама. Тоа е. Наједноставен систем, лесна спрема, ултралайт Се утра. спин, да. Некој си, да речеме, конец имаме 16-ка. И така, може да се правиме кеф. Со лесна спрема и мала риба, убаво прави кеф. А некој влада ондека. Таа заедничка. Ево, вака се подно, ќе го сетиш. Ево, ето, тоа е тоа и готово, рибата е фатена веќе. Току. Толку. Ево, па. Па добро бе, дава добри, не се баш овие мали. Јади! Ево, ово, сед на цапари може ќе да е. Ова, цапари го викате? Но ова исто многу активно. Тоа по 3-4, а? Не, он ја влечеш вака. А ја влече сам. Можеш да ја влечеш, а можеш и да му ја цимаш. Слушај, земи, фати некој пострел.
видиш шекерот е малку. Аре, гледај, снимај го врвот како се тресе. Занимавај се малку. Да имаш за монтажа. Дъng. Фаќање, костреш. Ја закачив се, закачав. Затоа фаќаш, караш. И јас видиш што ти прави. Знаеш што? Ајде, закачи го. Тука е? Тука е. Еве. Отиде тапа. Цел систем. Дојранска перкија, сакаш да ти правам каубојски? Еве и овдека. Гледај се, таму во врвот, гледај. Он те шопа, види го шопа. Сега што да извам прво? Овај ќе ми запретка долу. Таа, црвено перката, овај. Миле фаќа тапи. Кој си, па шо си е? Па Миле тапа дека е зато. Па Миле тапа фаќа тапи. Што да прави? Миле тапа. Име другата, кажа ли? Ја? Тука е другата? Таза? Не, ја. Шиба. Црно перче. Да не рече тој не знај да фаќа црвено перки, па се нафрлил затоа на кострежите. Да се разбериме, јас си фаќам црвено перки, а кострежите сами си се фаќаат. Е вака, кога ќе си играш, ако не ти еде некоја црвено перки, ќе си играш и играјќи вака, оп, два. И не само што се два. Овие се тие риби што викаа биле вакви, онакви, за јадење од дојран, а малку подоцна ќе се види дека за мене ова е највкусната дојранска риба. Значи ова е дојранска црвеноперка денеска уловена. Тази риба има уште неколку други видови на риба, костреж, црвеноперка и ќе видиме се што уловивме денеска од се по нешто. Ќе отвориме рибата, ќе ја исчистиме убаво рибата, ќе видиме дека е многу чиста риба и не само што е чиста, убава, јас гарантирам дека досега секаде кај што сум ловел барем црвеноперка, костреж или по дојрански перкија, јас гарантирам дека дојран ја има највкусната црвеноперка и перкија. Чисто идеално. Чисто. Чисто и вкусно, уште не спремено. Значи, ова е сега подготовка на риба на дојрански начин. Сум јадел црвеноперка на многу начини, пржена, печена, како сардина и слично, ама искрено за прв пат ќе јадам ваква црвеноперка на дојрански начин, ќе видиме целата постапка, се надевам кој што ќе укради некој од видеото, нешто ќе може и дома да си ја припреми, кој како сака, ама јас се дочекам да ја пробам. Значи сега е ова магијата. Почетот на магијата.
Значи, како велат старите, ако е заир, доста е. Така, и јас овдека, ако е заир, доста е гледање во кујната на Калдерма тука во Дојран. Одам во салата на Калдерма и не можам веќе да гледам, ќе одам да ја чекам ова риба таму. Значи, конечно, стаса рибата подготвена на дојрански начин, тази денеска уловена. Сакам најпрво да се благодарам до Стојан Јанкулов, кој што е концесионер на Дојранското езеро. Значи, ни овозможи да се дружиме со оваа риба, што сега ја гледаме веќе подготвена. Па сега, повелете да пробате да видите како е. Еве ова прекрасна риба, црвено перка, испечена на трска на дојрански традиционален начин. Прекрасно е направена. Има трска, али ја ловев во трска. Како викаат, како што е сладка рибата, како што е сладко јадењето, така сладко да ни тече и муабетот. Да. Домакине, риба е прекрасна. Рибари, што доаѓаат овдека да споделиме некоја информација околу езерото, околу концесијата, околу најчесто проблемот е каде можат да се извадат дозволи и на каков начин. Значи имаме пункт Кајлекс Бич, тие рибарите можат таму да се ваѓаат дозволи, но сите што ваѓаат дозволи мора да имат легитимација, значи да бидат исправни се. Сега тие што имат годишни дозволи или републички, за тие нема проблем, значи нема ништо да доаѓаат, само се пријуват кај рибочуварот, да ги легитимира, да ги види и тие се продолжуваат и без проблем. Сите знаат дека не сме да ловат маломерна риба. Извините што го прекинувам вака муабето. Да. Рибата е перфектна, многу е вкусна. Излегува во јавноста некои зборувања дека била не знам, не загадена туку со некако со паразит, штетна за јадење и така натаму. И јас еве можам да бидам еве пример дека јас ја јадам оваа риба, бе во делот на подготвувањето, во чистењето. Ако беше тоа нешто штетно, прво немаше јас да го јадам. Сигурно, да. Еве јас го јадам и е превкусна рибата. Сега не знам дали постои простор да разговараме воопшто од каде дојдоа тие муабети, зошто, ама сакам да едноставно тоа јас мислам дека нема никаква врска со оваа риба. За мене црвеноперката, особено дојранска, и перкијата за секогаш ќе останат прво место на секаде, од секаде кај што сум ги ловил. Да, тие се највкусни, али тоа нема врска ништо. Не знам како излезе тоа, некој на тие социјални мрежи на Facebook има напишено, а и прво, оваа риба што беше, например, што гледавме на сликите, не е дојранска риба. Значи, рибата може да е земена од друго место некаде и се гледа дека рибата изсува, значи не е ни преснамо, не е свежа, може ова риба да била 3-4 дена некаде, во некој најлон кесина или нешто, и може да се има нешто појавено. Иначе, ние редовно рибата ја испитуваме во храна ветерина, од институтот, доаѓаат и ние исто праќаме примероци се, значи до сега нема никој проблем. И исто и ние тука во Дојран, пример, особено дојранска околија тука, јадат неделно најмалку по 2-3 пати риба. А ако веќе тие знаат дека има нешто, и ако е штетно, што требаше да се деси со Дојран, да сите бидат болни или... И не само што се болни, туку се и најздрави. здрави. И најздрави, да. Напротив. Да, Така. напротив, да. Ви благодарам многу. Уште еден апел ќе дадам на сите рибари. Црвеноперката во Дојран денеска 22 декември е почната да работи. Многу убаво работи, што викаме ние фрли вади. Се уват различни примероци, и покрупни, и поситни. Излегува по некој караш, излегува костреш многу, и по некој лињак се јавува. Така да што, кој сака, нека дојде. Верувам дека сите што се исправни риболовци ќе бидат убаво пречекани од страна и на концесионерот, и од Дојран, и од дојранчани, па и од убавите кафани вака во Дојран, како што сме ние сега тука во Калдерма, и ќе си поминат прекрасно. Доаѓајте и не чекајте веќе. Рибата почната е и работи.